Со скара или на протест, како треба да се прослави 1 мај денот на трудот? Гласен текстилен штип заедно со ССМ утре излегуваат на протест во Скопје за зголемување на минималната плата. Според председателката Кристина Ампева, на ваков начин се борат за правата на работниците. Еве, ако гледаме дел од синдикалните лидери, тие ќе бидат во еден луксузен хотел и ќе одржуваат конференција. Очигледно, мисля дека 24.000 денара плата е доволно за работниците. Ние како гласен синдикат кој што сме дел од Сојузот на синдикати Пета сила, тоа е нова, пета конфедерација во државата на државно ниво, ќе бидеме заедно со ССМ. Еве сега се договараме околу превозот и слично пред да се трга. Мислам дека во минатото работниците дале жртви за време на тие штрајкови, човечки жртви дале, за да еве денеска биде 1 мај празник, ден на трудот. Сметам дека со одењето на скара, повторно ќе речам, баш и правевме истражување и во време на Југославија, кога работниците масовно излегувале, баш има слики во штип како изгледало прославувањето на 1 мај, кој ќе додека работниците го чествувале соодветно 1 мај, биле и двата дена, и 1 и 2 мај. Се почитували и работниците имале права. Кога тргнале да слават со скарите по полјаните, ги изгубили тие права. Скара може да се прави секој ден, но ако се има пари. Затоа, како што вели Ампева, треба работниците да се борат за да добијат соодветна повисока плата со која ќе може да си обезбедат скара. Во спротивно ќе се изгуби и 1 мај како празник. Ние го изгубивме 2 мај. Изгледа, додека не го изгубиме и 1 мај, нема да ни дојде памет. Така да сметам дека работниците треба утре да бидат тука. Скара може да прават секогаш, меѓутоа без плата, не знам, ќе направат еднаш скара и толку ќе биде. Така да сметам дека треба да имаме поголема свест во однос на нашите права. Бидејќи дома носиме леп, не ни ги дава една партија или друга партија, доколку еве некои се обидуваат да го, како да кажам, да го направат овој протест дека е политички, дека е дел од некаква партија и слично. Ние 8 години сме докажале дека не сме дел од ниедна политичка структура, ниту пак ќе работиме за одредена политичка структура или ќе бидеме продолжена рака на некоја политичка партија, како што тоа го прават за жал дел од синдикалните лидери. За жал, срам ми е и во нивно име, морам да истакнам на крајот. Утрешниот протест во Скопје за денот на трудот е со основно барање за минимална плата од 500 евра и почитување на колективните договори.